Време за првите гости во студио. Ви кажав дека денес у нас во студиото и со гостите ќе биде колешката Слободанка, која што како прв гостин ја покани Розета Паскали, психотерапевт, со која што ќе разговараат на тема како да се ослободиме и како да реагираме кога сме во токсична врска. Добро утро. Како да препознаеме. И како да препознаеме. Добро утро, Оливера, како си? Одлично. Верувам дека многу малку граѓани се наоѓаат во таква, но за оние кои што се наоѓаат во токсична врска ќе дадеме одлични совети и препораки. Но и за оние кои не се наоѓаат да ги препознаваат токсичните врски. Да. Како започнуваат тие? Ти благодарам за најавата и големи поздрави ќе упатам до сите вас почитувани. Па да, јас мислам дека оваа тема и како треба да го задржи вашето внимание, затоа што треба да допре до сите, како да се ослободиме од токсичните врски, но пред се јас ќе ви кажам исто така и од мене Розета Паскали, психотерапевт, наш редовен гостин. Секако се разбира со паузи, за да имаме секогаш да обработиме теми кои што не се добре дојдени за сите нас. Добре ни дојде. Добро ве најдов, добро утро на сите гледачи. Интересна тема, иако вашата колешка рече дека се надева дека тоа ретко, но за жал ова е многу честа тема. Експанзија од токсични врски. Честа тема во мојата психотераписка пракса, во канцеларијата каде што работам, многу често се соочувам со вакви ситуации, односно клиенти кои доаѓаат со проблеми кои наведом не знаат што се случува, не може да препознаат и затоа е добро, можеби еве што кажавте и да како да научат да ги препознаваат токсичните врски, нели да видат што значи тоа и како да се ослободат од истите и на каков начин, затоа што не е лесно кога сте изманипулирани до степен да верувате толку и да имате голема доверба во тој што истото го правил тоа, е едноставно тешко за сите оние кои што се наоѓаат во овие токсични врски или пак не биле запознаени и не ги препознавале. Сега, кога зборуваме за токсичните врски, тие ги има и во партнерствата, во брачните води, во врските меѓу родителите, да, колеги, пријатели, така да не разбира сега дека ние зборуваме само за партнерските врски, меѓутоа ќе се надоврзаме на нив затоа што и во текот на вчерашниот ден имаше кампања за заштита на девојки и жени од било какво и да е насилство. Затоа што не е само физичкото насилство присутно, за жал во последно време можеме да забележиме дека емоционалното злоставување врз жена и врз партнерот е за жал, како што кажавме, на многу повисоко ниво исто така, без да некој знае дека е малтретиран. Физичкото насилство се забележува, меѓутоа емотивното насилство треба многу време за да се докаже дека е така. Затоа што манипулаторите и нарцисите знаат многу добро да одглумат се што би посакале да одглумат. Па, јас не би рекла дека не знаат дека се во токсична врска партнерите, нели? Затоа што секој знае кога му е пријатно, кога не му е пријатно, но проблемот е што секогаш се надева дека ќе се промени. Затоа што во токсичната врска не е постојано лошо. Не е постојано, ако е постојано лошо, веројатно многу побрзо ќе заврши. Ако тоа долго трае и нема никакви промени. Проблемот е во тоа што постојано е лошо и има периоди на добро, каде што некако се одржува надежта дека партнерот кој сака да обстои таа врска, да се потруди, смета дека ако направи нешто, промена кај себе, некако да придонесе да таа врска трае, да направи нешто за другиот, да се чувствува добро, постојано е насочена кон тоа што да подобри кај себе, за да функционираат тие двајца партнери, ако збориме нели за партнерска врска, за да продолжи таа врска. Но тоа е секогаш еднострано, нели? Едниот секогаш дава, другиот како да е тоа бунар без дно. Едноставно нема фидбек, нема повратно внимание, повратна грижа или доверба и не знам, радост за нечиј успех. Нема таква повратна информација, туку напротив, кога сме во токсична врска, ако јас успеам во нешто, ако постигнам, да речеме, успех на работа, некој напредување, веројатно мојот партнер, доколку е, нели, од тие токсични, да ги наречеме типови, ќе го доживее тоа како личен неуспех.
Значи, нашиот успех го доживува како личен неуспех. Тоа што јас сум успеала, за него значи дека тој не успел. Наместо да се радува, наместо да тоа го мотивира и тој да напредува на некој начин, за да растеме заедно. Тоа го доживува како личен неуспех. И затоа нема да има пофалба, нема да има браво за успехот, нема гордост, дека сме заедно. Гордоста можеби ќе биде во форма дека не се радува за мојот успех, туку се радува за тоа што има ваква жена, како мене. Пак го врти тоа како некој личен успех преку другиот. Да, нема она искрена радост за мојот успех. Значи, тука е тоа што фали, таа поддршка, таа грижа, тоа припаѓање и тука сме заедно и јас те поддржувам тебе и ти ме поддржуваш мене. Го нема тоа во таа врска. Постојано има некое споредување. Постојано, ако е тоа врска помеѓу родител и дете, исто може да се случува. Или ако мене децата некако ми покажуваат поголема наклонетост, партнерот, односно нивниот татко, нема да рече дека браво, колку добра мајка си, туку ќе рече што е со децава, зашто мене не ме сакат, овде има проблем. Нема да го погледне тоа како нешто добро, него како нешто лошо, зашто тебе те сакаат, не ме сакаат мене. Не баш сакаат, може би ете тоа некое внимание, наклонетост. Повеќе се наклонети кон мајката. Ако го има тоа, ќе го доживе како личен неуспех како родител, а не како еве има добра мајка ова дете. И се создава во домот и во врската од ова се што го зборуваме и кажуваме, една негативна енергија која што владее и тука доаѓаме до стадиум кога забележуваме дека сепак и после толку долго време кога ние пружаме се и даваме се, како што кажавме, а таму е бунар без дно и немаме за повратно не добиваме ништо, сме го добивале можеби на почетокот, колку само да се на периоди, дозирано. Доволно за да се одржи таа врска, но не за да се чувствувате добро. Затоа што ако вие се чувствувате добро, веројатно тој дал премногу. Чувството е такво. И секогаш се прашувате дали нешто не е во ред со вас, така? Постојано ве поттикнува да се преиспитувате себе, да може би треба да постигнувате повеќе, да заработувате повеќе, да изгледате подобро, особено во однос на изгледот, нели? За жал денеска некако живееме во такво време каде се обрнува многу социјални мрежи и инфлуенсери наметнуваат некој тренд да дури жената се чувствува непријатна ако старее, ако има знаци на нели дека природно има процес на старење, се чувствува непријатно и особено ако има дома па некој кој ќе го нагласи тоа, нели дека не изгледа веќе како порано, дека не изгледа добро, ако ја споредува со други и тоа како ќе влијае на самодовербата, на она чувство на непожелност, на непосакуваност, како нешто да ми фали, како да не сум соодветна. И дали во тие моменти веќе самите може да забележат дека нешто веќе навистина не е во ред и дека треба да е периодот и дојдено време кога треба да се ослободиме од таа токсична врска. Доаѓаме ли до тој степен и колку време на некој индивидуално е сето тоа и зависно од нели како се одвива таа токсична врска. Меѓутоа, еве и за тоа колку е таа штетна за здравјето, за психичкото, менталното, физичкото, секакво здравје, на оној кој што му се врши токму такво, па да кажам, насилство има, затоа што го има од секаков вид. Па тоа и е насилство, и како да го препознаеме и да се ослободиме од таа врска. Нели, постојано има некој до нас што, нели, затоа се вика токсична. Не храни таа врска. Отровна е вака да ја преведеме. На некој начин јадеме лоша храна постојано. Постојано се храниме со нешто што го труе нашиот организам. А ова е, нели, на некој психички, емоционален план. Што ја труе нашата душа? Кога тоа се случува, нели, ако ние
така му правиме на телото, сигурно ќе реагира. Но на психички план може би тоа оди побавно и може би, нели, ако се изгориме на ринглата, ако ја ставиме раката, ќе ја тргнеме одма затоа што не боли. Сега психичката болка како да таквите, значи луѓе кои остануваат во таква врска, како да се навикнати, што веројатно има од каде, веројатно имало нешто до на што се случувало дома со родителите и како е тоа научено да јас трпам, да некој ме на некој начин омаловажува, не се радува на мојот успех, кога некој ме навредува, јас сепак обезвреднува. Да, значи кога едноставно оценува, понижува. Има навреди и понижувања, а јас останувам таму. Да. Секако тоа е, нели, често изговор заради децата ќе останам, но секој таков родител би требало да се запраша каков пример му дава на своето дете, нели, ако тоа дете гледа и слуша дека мене некој ме навредува, повредува, може и физички, дека така треба. Јас останувам. Јас не се грижам за себе, јас го толерирам тоа и веројатно ги учам и моите деца дека така да треба. Го толерираат тоа. Значи мора да внимаваат и каков пример оставаат на своите деца. Така е, тоа е храброст кај мајката. Позитивно нешто и во интерес на децата. Но ке знае да си ги заштити своите деца од останатите. Ке има разговор со нив за да ги заштити од токсични врски, затоа што го имала искуството веќе. Да се постават јасни граници, што може, што не може. Така е. Затоа треба секако и сила и храброст. Не е лесно ако тоа траело долго време, каде што личноста се надевала дека ќе се промени другиот, дека тоа може само сега така моментално, дека може би еве ќе се присети на некои добри моменти па ќе рече па добро и не беше така лошо. И повторно останува и толерира. Значи тоа не лаже. Тие некои добри моменти како што кажавме кои се дадени на тацничка, така како трошчиња. Значи кога остануваме и толерираме, буквално тоа од другата страна се толкува како да нас не е во ред така. Нели, како да немаме ние проблем со тоа, како да е тоа нешто нормално. Така. Но и тоа како боли, и тоа како нанесува психичко оштетување на личноста и она буквално психичко травматизирање од кое после, нели, ако излезе од таква врска и тоа како треба долг период за опоравување и за воопшто отпочнување на нова врска. Затоа што тоа е нешто што траело долго и треба може би психотерапија за поддршка и станување свесна за своите вредности, нели, кој сум јас, како сум се изгубила во таа врска и како сум дозволила. Затоа што некој сакал да ја понижи, да ја обезвредни. Но сега кога ние зборуваме затоа што сме жени во женски род, нека не се пронајдат мажите, затоа што има и жени кои истото го прават и особено колку префригани се. Некогаш во врските дури многу попрефригани ќе излезат од мажите, затоа што мажите се препознаваат на некаков начин. Да, колегата нешто се гледаме па си се смешкаме. Видете, секогаш во врската секој ќе рече другиот е крив. Така, да. Но вие сте тука за да знаете кој точно да се преиспитаме себе си. Нели, кога ќе го насочиме прстот кон другиот, другите три прста се кон нас. Така. Покажуваат нешто дека и ние треба да провериме што правиме. Што прави другиот, но и ние што правиме во таа врска. Како ние придонесуваме и како ние сме се поставиле во таа врска за да другиот така се однесува кон нас, да така не третира, нели, со омаловажување. Самите, значи, дозволуваме. Значи, мора да се прифати тука и личната одговорност. Браво, да. Нели, тоа е нешто што препознаваме дека не ни се допаѓа, а го дозволуваме. Нели, поради што го дозволуваме, поради што остануваме, поради што не реагираме, поради што не поставуваме јасна граница дека не може така. Мислејќи дека постои љубов, а љубов нема никаде. Па да, за жал тука нели манипулираме со надежите дека ќе помине ова и ќе биде подобро, дека тој ќе свати колку ние вредиме.
тој таа, нели, И никогаш не нема испадне тоа да го свати, за зборувам жал. само во женски род, но се случува тоа особено мајките приметувам дека манипулираат со своите деца ако партнерската врска е нарушена. Ако родителите на партнерско ниво не функционираат, често се случува да мајките манипулираат со своите деца и да на некој начин ги придобијат, да се покаже дека таа е подобра, таа не е таткото. Тоа е најлошото нешто што можам да го слушнам, за жал. се случува тоа. Преку децата да се докажуваме кои сме, што сме и како или сме. пак своите лични неуспеси да и фрустрации да ги манифестираме така што ќе ги поттикнуваме децата да се чувствуваат лошо затоа што можеби не се сите петки, затоа што не нашле најдобра работа што можат, не постигнале да завршат некој престижен факултет или некои лични неуспеси. Очекуваме некои достигнувања кои ние си ги имаме како цел, а не сваќајќи дека тоа му правиме само лошо на нашето така, дете. И никогаш не е доволно добро тоа дете. Секогаш жално, треба тоа е повеќе, траума за секогаш него. можело повеќе, секогаш добро, ама не е баш доволно. И тие деца баш растат со некое чувство на скратуваме радоста и само неуспех. довербата ја губи со ова што јас сега го слушам од вас. И што е уште поважно, задоволството од било каков било успех, каков затоа што никогаш не е доволно. Таквите деца како да не знаат ни да уживаат понатаму во она што го постигнуваат. А многу е тешко кога учите, работите или било што правите, а нема никакво уживање и задоволство од тоа. Така. За самиот пред крајот, односно, кажавме дека ќе позборуваме и за тоа како да ги препознаеме токсичните врски. Во последно време, јас морам да бидам искрена кон вас, затоа што сега дознавам за нарциси. Добро, манипулациите ги знаеме. Меѓутоа, нарцис, кога никогаш некој ќе спомене, сме мислеле дека така си го сака својот изглед и како кога ќе се погледне во огледало се воодушевува самиот на себе, не дека не ги имаат можеби и тие карактеристики, меѓутоа нарцис значело нешто многу подлабоко. Ако навлеземе во нивната психа, тоа е нешто застрашувачки, страшно. И затоа треба девојчињата, поточно девојките, и во текот на вчерашниот ден имаше и кампања за заштита на нив, на девојките и на жените, како да го препознаат нарцисот, затоа што тој доаѓа со love bombing, доаѓа како принцот на белиот коњ, дека ќе ти ја даде онаа љубов која целиот свој живот си ја барала, меѓутоа од тоа после колку трае тоа? 6 месеци, 3 до 6 месеци? Максимум 6 месеци, првите 2-3 месеци е баш интензивно. И што се случува потоа? Мислам дека е и свесно намерно освојување на емоции. Секој нарцис тргнува со идејата дека ја нашол правата љубов, дека правиот партнер, ова е вистински партнер за мене, партнерка, нели, има и машка и женски, не иако рековме, во проценти, ако зборуваме, можеби е позастапено кај машкиот пол, но има и женски. Со такво нарцистичко пореметување на личноста. Да, тоа е дефинитивно пореметување на личноста. Но дали тие знаат дека го имаат нарцистичкото однесување? Знаат за себе дека нанесуваат штета во врските? Ниеден нарцис не би го кажал тоа за себе. Но дали знаат? Свесно не. Ако почнат, ако конечно решат дека сепак нешто не функционира овде и сакам нешто јас да направам, е голем чекор за било кој што има нарцистичко пореметување на личноста, затоа што најчесто не е така. Најчесто секогаш прстот е кон другиот, секогаш тој е виновен. Не гледаат самите дека една врска не им успева и дека во врските првите 6 месеци е тоа љубовно бомбардирање, па потоа е газење по емоциите кои што си ги присвоиле, па валидации, така натака, понижување, омаловажување, а претходно во тие првите 6 месеци, како што имав можности да слушам по психолози, исто така ваши колеги, се најдоброто нешто што може да му се случи на некој, секоја девојка тоа би го посакала некој да ја дава толку многу внимание и нормално е дека ќе се разбудат емоциите кај неа, меѓутоа после тие 6 месеци
како да ништо не било од сето Има тоа. Тоа е еден сигурно. голем шок, да. Да, па знаете како тие 3 или 6 месеци тој навистина се трудел и некој треба тоа да го почитува ако може цел живот, да биде благодарен. И толку, само заради тие 36 месеци. Да. И за жал тоа успева и сите тие партнери кои останале во таква врска некако многу се сеќаваат и се надеваат дека тоа време пак ќе се врати. Дека тој пак ќе биде таков како што бил на Но годините се почетокот. поминуваат, а тоа го нема никаде. И тоа го нема никаде и со тек на време како што нели трае надежта и дека еве ако уште ова го сменам, може тогаш ќе биде пак таков, може тогаш пак ќе ме види која сум и ќе се потруди. Нарцисите секогаш ги сакаат најмногу емпатичните луѓе. Па, по емпатија одат. Да, некако баш се компатибилни. Со самодоверба не можат многу со нив така да излезат на крај. Компатибилни се затоа што емпатите, нели, тие што имаат високо развиена емпатија, некако бараат смисла во тоа што се го доживуваат. Бараат смисла, објаснување и може и сочувство затоа што, нели, еве, и тој заглавил во ваква неуспешна врска. Затоа треба да бидат сите многу внимателни, да ги отворат, како велат и повозрастите, сите 4 очи кои ви доаѓа во животот, да го изанализирате, да прочитате дури нешто, да се едуцирате, да поразговарате со психолог, затоа што и токму така некој доколку... Многу е важно да не се насочиме само кон тоа што тој прави, што тој сака, што не сакаш, на што да внимавам, него како јас се чувствувам во таа врска, кај сум јас. Добро, љубовта, ајде да го заокружиме разговорот. Љубовта е врска во која што се бара разбирање, поддршка еден на друг, доверба, кога треба да разговараме смирено и така натаму се знае што е љубов и како треба да ја негуваме љубовта, Оливера. Совет Научивме нешто за токсичните врски. Научивме многу.